И како што кажав уште на самиот почеток, на овие, но и на многу други теми ќе зборуваме со првиот човек на општината. Велам добар ден и добре дојде за градоначалникот Марко Колев. Добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Ова што го слушнавме само покажува дека минатата година општината и вие како незин прв човек сериозно си ја сработила задачата, но за тоа колку сте задоволен од сработеното и што планирате за оваа 25-та, ќе слушнеме сега. Видовме дека се реконструирани голем број на започнати веќе проекти, завршени се улици, пешачки патеки. Што е она што во моментов го работите? Не само од 2024 година, уште од првиот ден на мојот мандат, 3 години и 2 месеци, со исто темпо се трудиме да го подобриме животот на нашите сограѓани, не само во инфраструктурата, туку и во спортот и во културата и се она што може да се каже дека е надлежност на градоначалникот на општина Велес. Согласно прилогот што го имавме од нашиот почитуван новинар Печков, кој што дописник за македонската радиотелевизија, видовме неколку работи кои што навистина одекна позитивно во нашиот град. Се направија, можам да кажам, 3 до 4 спортско-рекреативни комплекси во 2024 година, кои што значат зближување на нашите сограѓани. Тоа беше и ветување моје дека во мојот мандат ја направиме секој дел на нашиот град, но и секој село да има некој катче каде што најмладите ќе се дружат. Се заврши спортско-рекреативниот комплекс во Дворови, импозатен објект кој што можам да кажам дека во летните периоди од нашата годината 2024 година беше исклучително посетена. Пред неколку месеци заврши спортско-рекреативниот комплекс во основното училиште Васе Говинов и деновиве треба да го пуштиме и спортско-рекреативниот комплекс во населба Превалец. Но има уште многу мали спортско-рекреативни комплекси кои што се направени во селата, но и во периферните делови на нашиот град. Оно што успеав да се информирам за периодов сега е тоа дека ги заменувате уличните сијалици со LED светилки, уличното осветлување во Велес. Да. Денеска сме, понеделник, пред точно една недела од минатиот понеделник почна замената на уличното осветлување. Склучивме договор со Телеком Македонија, кој што го доби тендерот фактички на промена на уличното осветлување. Ќе се променат 4895 чинам светилки. Тоа е еден од сериозните проблеми кои што го имаше општина Велес. И успеавме, неколку, како што кажав, дена, веќе првите 300 светилки се сменети и можам да кажам дека врз основа на првиот впечаток кој што го имам јасно и граѓаните, дека се работи за едно европско, модерно осветлување во нашиот град, долго посекувано и долго очекувано. Се менуваат старите светилки и во централното градско подрачје, во периферните делови на нашиот град, но и во селата. Така да некаде помеѓу 3-4 месеци од денеска гледано, цела општина Велес, зборувам и во центарот, и во периферите делови, во периферите населби на селата ќе бидат променети. Со тоа што ќе се тргне оној тип на светилки кои што многу трошат пред се, но и не даваат светлина, туку само греат. И впечатокот е дека жутата светлина веќе си го одживеува својот век, ќе се сменат со LED светилки кои што ќе бидат поекономични, визионно се подобри, ќе имаат поголемо осветлување и ќе влеземе во делот на промена на ормарите кои што така е законска обврска на општината. Така да од денешна гледна точка некаде за 3,5 месеци ќе имаме, можам да кажам, многу модерно, многу европско, многу добро осветлување во нашиот град и еднаш да затвориме таа тема за наредните 10 години. И еколошки свесна општина која што штеди енергија и се разбира внимава на човековата околина. Според првичните информации треба некаде 75% да имаме заштеда на електричната енергија. Тоа значи дека ќе се сконцентрираме на проширување на мрежата, дополнително други активности кои што ги планираме да ги правиме во наредниот период, не знам, замена на веќе дотраените стобови, фарбање на стобовите, така да тие пари ќе бидат искористени за друга намена со цел да имаме уште помодерно и подобро осветлување. Кога велиме Марко Колев, градоначалник на Велес, тоа не значи дека е градоначалник само на Велес како
град, туку општината која што има и своји рурални делови, а со самото тоа и повеќе главоволки на вас, градоначалниците кои што имате такви општини. Имате обврска да се грижите и за граѓаните кои што живеат во селата, да правите капитални објекти кои што бараат многу пари, а надворешно не се забележуваат. Со такви две работи вие сте преокупирани во моментов. Водоснабдителниот систем за селата Раштани и Бузалково и фекалната канализација во населбата Речани. Како што кажете, Велес е една од најголемите општини во Република Македонија. Распространета, како што кажавте, во самиот град, но и при градските населби, но и селата. Спомнавте еден проект, тоа е проект кој што го финансира Министерството за транспорт и врски, кој што долго време беше во стагнација, така да успеавме со министерот за транспорт и со службите во Министерството да го одглавиме тој проект и денови очекувам да почне до изградбата на водоснабдителниот систем, со тоа што овие две прекрасни велешки села, Раштани и Бузалково, ќе добијат градски водовод и со тоа што се реши долгогодишниот проблем во ова населено место, поточно во овие две населени места. И дополнително еден од најголемите проблеми е заради тоа што имаме на приградска населба кој што е Речани, кој што со години била запоставена, огромна територија. Фекалната канализација се уште не е решена, моментално работиме на 2 крака, но имам уште 6-7 крака кои што треба да ги направиме. Но нема да ги заборавиме. Нема да ги заборавиме и другите населени места. Ќе спомнам само неколку проекти кои што мислам дека може и прв пат ги спомнувам вака јавно, а се однесуваат на сериозни капитални проекти во делот на инфраструктурата. Населените места од Товица и Сојаковер ќе добијат нов пат, реконструкција на овој постоечки. Фактички тоа не е реконструкција, туку вадење на целиот асфалт, целиот тампон, нов тампон и нов сој. Чавошово и Дорутовица така ќе имаме нов пат. Дополнително имаме неколку села кои што инфраструктурата е многу лоша. Тоа е населеното место Карасари, населеното место Башино село, Иванковци и Мамучево, и тука ќе работиме на подобрување на патната инфраструктура. Спремаме неколку проекти кои што се однесуваат на Сливник, Раштани и уште неколку села во делот на детски качиња кои што не сме можеле да ги направиме во овие 3 години, така да не очекува сериозен инвестициски циклус во руралните населени, затоа што и таму живеат луѓе и тие луѓе имаат потреба и од водовод и од канализација, но имаат потреба и од патна инфраструктура. Ова го спомнувам заради тоа што очекуваме сериозна поддршка од владата на Република Македонија и планираме огромен дел од средствата што ќе бидат на располагање на општина Велес да бидат насочени кон селата, заради тоа што еве ви кажувам и од искуство, но и нечесно дека ако нема таква поддршка, ние не можеме ни вакви проекти капитални да направиме во овие села. Заради тоа што само Сојаковер и Товица проектот кошта над 75 милиони денари. Такви пари нема ниту општина Велес, ниту други општини во Република Македонија. Но ова само покажува дека се грижите за тоа не само за оние кои што живеат во моментов во тие села да имаат подобри услови за живот, туку и оние кои што можеби заминале од таму да имаат можност да се вратат и селата повторно да се наполнат. Бидејќи знаете како велат, инфраструктурата е најважна за човековото живење. Има еден, тоа може не е масовен тренд на враќање на нашите сограѓани од соседните балкански и европски држави, но се чувствува и тоа и во Велес. Можам да кажам дека во неколку институции или се вратени, или па ќе се вратат доправо нашици кои што работеле во одреден временски период, не знам, во Германија и во скандинавските земји, или па во соседните балкански држави, така да и во институциите кои што се под општината, но и во самата општина веќе имаме такви дојденици кои што заради случувањата и во Европа и во светот одлучуваат да се вратат во Велес, но и претпоставаме во другите општини. Тука се докторите кои што се враќаат, тука се архитекти, тука се градежници кои што сака да се вратат заради тоа што
верувајте како дома никаде не. Никаде нема и тоа е добро што го слушаме дека се враќаат луѓето, ете биле на печелба, заработиле некое евро и сега е добро тоа да го потрошат и да го инвестираат во сопствената земја. Ми беше многу интересно кога читав и се обидував да најдам податоци. Општина Велес е една од оние општини која што веројатно по моја проценка е најчесна кон граѓаните кога станува збор за каснување од улични кучиња, но токму веројатно заради тоа што се трудите да ги обештетите сите оние кои што се нападнати од улични кучиња, па имате и премногу такви барања. Само во 2022 година некаде околу 6 милиони имате потрошено како средства за оштета на каснатите. Јас само го почитувам законот и обврските кои што ги има општина Велес во делот на тоа да ако граѓани на општина Велес се каснат да има соодветна финансиска поддршка од општината, но сакам да спомнам друга работа дека ние тој проблем го имаме долги години назад, но се обидовме заедно со општините од Вардарскиот регион, затоа што општина Велес припаѓа во Вардарскиот регион, тоа се општините од Свети Николе па се до Демиркапија, да донесеме одлука да изградиме стационар во Кавадарци, каде што можам да кажам дека недели се во прашање кога ќе почне тој стационар да работи, заради тоа што имаме веќе ветеринарни доктори кои што одат на работа, имаме управен надзорен одбор кои што се стручни лица и се ветеринари кои што може да помогнат во овој процес. Во постапка си мислам дека неколку тендери за набавување на лекови и соодветни работи кои што треба да послужат во делот на лечењето на кучињата и би требало да почне да работи за неколку надали. Општина Велес е најголем финансиер заедно со општина Кавадарци на тој стационар и мислиме дека така би го намалиле пред се концентрацијата на улични кучиња на самите улици, но и со други кампањи би го спречиле овој тренд, заради тоа што не се мали сумите, кажавте 6 милиона, 7 милиона, мислам дека во 2024 година беа и над 6 милиона денари, кои што ги даваме ние во делот на каснување со кучиња. Но морам да кажам дека има и реални, но и нереални каснувања од кучиња, заради тоа што се случува исти имиња и презимиња, исти фамилии, можам да кажам, во одреден временски период од годината да бидат апнати од куче и скитник. Значи, зборувам, во февруар таа фамилија е акната и во октомври. Значи, тоа за некои работи кои што не можам да ги сватам јас, или па исти имиња и презимиња, 3 пати во текот на годината се апнувани од куче. Така знаете како велат луѓето, сиромав човек жив ѓаол се сетил некој дека и така може да си го наполни домашниот буџет. Да, ма тоа не е ниту често, ниту реално, заради тоа што тие пари сепак се пари на граѓаните и место да ги вложиме ние во некој инфраструктурен проект во спортот или во културата, мораме да ги зададеме кон овие наши сограѓани. Еве, со отварање на стационарот и хумано ќе го решите проблемот со уличните кучиња. Велешани ќе можат да здивнат и останатите жители на општините од Вардарскиот регион, а кучињата сепак ќе имаат хуман третман и ќе бидат згрижени и ќе им биде пружена комплетната нега. Би можеле уште многу да зборуваме, но некако времево предвидено ни истече. Би сакала само да споменам, Велес е практично град музеј. Имате и установи кои што се под градот, културни установи, но имате и прекрасни куќи кои што се белег на велешката, на македонската архитектура. Каква е грижата за нив? Добро, можам да кажам дека Велес е град. Град кој што изобилува со вакви знаменитости. Добро е што министерот за култура потекнува од Велес, претходно беше председател на советот на општина Велес, но имаме прекрасен директор кој што се грижи за самата установа. Ние почињеме првен да вработиме луѓе, заради тоа што имаме моментално 5 или 6 луѓе кои што само работат, имаме 15-16 објекти кои што се во собственост на музеот и значат многу за Велес. Ние се трудиме првен да вработиме стручни лица кои што се грижат за музеот и за куќите.
И втора работа, се трудиме во наредниот период заради тоа што многу блиска соработката помеѓу Министерството за култура и општина Велес и музеот, тие спомен куќи да ги ставиме што е можно повеќе во функција на нашите сограѓани. Дел од тие куќи се во добра состојба, во одлична состојба. Некој пред мене ги има реновирано, реставрирано, но сакаме да ги ставиме во функција. Тоа што сакаме да го направиме е правен дополнителна промоција, иако се тие многу значени за нашиот град. Дополнително имаме некои ситни градежни работи и планираме да ги осветлиме во наредниот период, заради тоа што навечер сакаме да изгледа така како што изгледаат, а ние преку соодветните програми за култура планираме голем број на настани да организираме во тие куќи, но и тие куќи не се заборавени во изминативе 2-3 години, сепак организираме голем број на настани, така да се доекипираме, да ги ставиме во функција. Имаме прекрасен спомен костурница која што е осветлена. Дополнително гледаме голем број на настани да организираме таму, така да не забораваме да кажеме дека спомен костурницата после 30 години беше и осветлена и скалилата до неа. Па допрва ќе има осветување на спомен костурницата, правен со еден прекрасен проект, го уредивме хортикултурно и пейзажно на просторот околу спомен костурницата. Скалите изгледаат како што треба, но и самата костурница која што е една видлива место на нашиот град е прекрасно издание кое што треба да биде осветлено и дополнително оваа година ќе има дополнително осветување. Малку ни беше времето за да кажеме се што планираме. Па ние плативме ниту 10% тоа што сакате да кажеме. Но затоа ќе се видиме во некоја следна прилика. И тоа многу скоро. Јас многу ви благодарам.